Вести на Канал 8, добар ден. Непознати крадци ја разбиле и ограбиле црквата во Оризари по трет пат годинава. Ги искршиле влезната и вратата во олтарот и ги зеле парите кои биле во црковната каса. Домакините забележале утрово и веднаш ја известиле полицијата. Освен црквата, истата ноќ крадците ограбиле и две продавници во населбата. По шести пат откако е реновирана, а трет пат од нова година па наваму, ограбена црквата Свети Атанаси Велики во Оризари. Крадците сериозно не оставаат веќе ниту денар во црквите во Источна Македонија, кога за 2 месеци беа ограбени и православните храмови во Чифлик, Облешево и Прибачево. Синоќа во текот на ноќните часови ги разбиле двете врати на храмот, на дворешната, на црквата и онаа на олтарот и влегле внатре. Претресле се што можеле да претресат и испразниле касата, каде овој пат имало оставено малку пари, за разлика од претходните 2 пати, кога однеле еднаш 6.000, а вториот пат 15.000 денари. Синоќа повторно ограбијајте црквата, сабале кога дојдек нели Свети Харалампија, кога дојдам, оваа врата беше провалена. После како видек, отидек онамо на другата врата на олтарот и таа исто провалена и одмах неле отидек сино у полицијата, јавих се на него да јави у полицијата и на попу се јавих. И дојдоа полицијата, улезеа, у свеќарата имаше ситни пари по динар, по 2 и по 5 у тоа касичките, тие се земени 500 динара, толку неки имаше. Тоа. А од нова година наам трети пат, а пред тоа, пред нова година уште 3 пати ја беа ограбили, 6 пати од како обновиме, 6 пати ово. На таа врата таму, тај прозор беше и ово прозорите на свеќарата беа искршили, беа однадели. У крштелницата таму исто растресели се таму документација на попот и такво. Трчили се и таму пари. Но ние целта била само пари да земат. Домакините на црквата и оние кои помогнаа за обнова на храмот во Оризари размислуваат дека неопходно е поставување камери и аларм, оти на бројот на кражби во овој храм му нема крај. И не само црквата е мета на крадците. Синоќа ограбени се и две прехрамбени продавници во населбата. Жителите на Оризари вината ја бараат и во полицијата, оти во последно време, како што велат, се подзаборавени, оти по улиците скоро и да не е виден полициски службеник. Или видеокамери, или аларми. Што вика вчера Попо, не е тоа многу, до 40.000, колку е. Мораме тоа, изузетно не можеме веќе. Ово, или да дежураме. Или полицијата да изземат обврска, нема напред одија улични, сега никако нема у селото, никако. Сега не знаеме кои се, а истите отпечатоци вчера рече полицијата дека на продавницата што се разбили и тука истите се луѓе. Истите крадци. И продавница вчера, две продавници имаше разбиено. Мета на крадци во последните 2 месеци се црквите во Источна Македонија, зашто и при последната посета во Оризари митрополитот Брегалнички Иларион апелираше да не се прават вакви работи, но беше залудно. Потребно ли е секогаш да се интервенира преку медиумите за да се поправи или среди нешто во Кочанската болница и здравствениот дом? Прашуваат вработените во итна медицинска помош во Кочанскиот здравствен дом. По емитуваниот прилог на Канал 8 за лошите услови при работа и безбедноста на персоналот, менеджерскиот тим почна со преземање мерки. За почеток заменети се скрашените стакла на влезната врата. По прилогот во вестите на Канал 8 дека лекарите во итна медицинска помош во Кочанскиот здравствен дом се оставени на милост и немилост и за лошите услови за работа, директорите веднаш преземаат мерки. За почеток ставено е ново стакло на влезната врата, а како што информираат тие, ќе се стават и дополнителни врати внатре во ходникот, со цел да се заштитат пациентите од промоја додека чекаат. Во однос на условите за работа на лекарите и медицинскиот персонал пак се планира менување на прозорците и вратите кои не се затвораат, отстранување на влагата од просториите каде што се работи, како и поголема безбедност на вработените од секакви напади во текот на ноќните дежурства. Инаку медицинскиот персонал што работи во итна бара обезбедување во текот на вечерните часови, оти честопати досега се случувало лица во алкохолизирана состојба да влезат и да упатуваат вербални закани и навреди за вработените, при што персоналот преплашен не може да ги извршува своите обврски. Во однос на условите за работа, непознато е од кога не е реновирано во итна, стари прозорци и мебел, уште постара апаратура за работа. Персоналот своите хигиенски потреби ги извршува заедно со пациентите каде што често се мие крв и се вршат преврски.
се жалат на хигиенските услови за работа и се преплашени за собственото здравје. Во однос на обезбедувањето при работа од менаџерскиот тим на болницата и здравствениот дом кажаа дека се запознаени со проблемот и дека одамна побарале од Министерството за здравство да се вработи обезбедување во Итна, но засега оттаму не наишле на разбирање. Виничките советници побараа одговорите на советничките прашања да ги добиваат во писмена форма. Прашањата на 24-та седница на Советот се однесуваа на обештетувањето од поплавите, како и враќањето на улиците во правобитна состојба по изградбата на атмосферската канализација. Виничките советници побараа во иднина за нивните советнички прашања да добиваат одговор во писмена форма. Извештај за штетите и состојбата од поплавите во Виница, за чистењето на реките и постапката за обештетување, како и одговор од надлежните кога ќе започне асфалтирањето на улиците низ кои беше поставена атмосферската канализација, се прашањата што беа упатени до службите во општината, а за кои одговор ќе се чека до следната седница на почетокот на март. Според првичните проценки на надлежните од подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, 280 до 300 хектари беа зафатени со првиот бран поплави, меѓутоа директна штета беше нанесена само на 90 хектари. Најмногу настрадаа површините под ориси и житарици што се во непосредна близина на коритата на реките Осојница и Брегалница, чие излевање беше и најголемо за време на поплавите. Околу 34 хектари површина беа целосно уништени од наносите на песок или пак беа целосно однесени од водата. Во тие 34 хектари, 5 до 10 беа површини со есенски култури, претежно пченица и јачмен. Во општина Виница беа доставени повеќе од 40 барања со пријави за штети, најмногу за земјоделските површини и паднатите ѕидови од свлечувањето на земјата. Надлежните во периодот од поплавите досега работеа на пресметка на висината на штетите од поплавите. Што се однесува до атмосферската канализација, проектот во Виница беше реализиран ефективно со почитување на зацртаните рокови, но како и во Кочани, санацијата, односно асфалтирањето на засегнатите улици доцни. Поплавени подруми, дворови и помошни простории се секојдневните проблеми на жителите на улицата Димитрија Лазаров. Причина за тоа е Белскиот дол, што со години е затрупан, па при секој пороен дожд водата им влегува во куќите, а дополнително го оштетува лошиот земјен коловоз до нив. Некогаш низ местноста Варница во Кочани протекувал Белскиот дол, што ги собирал водите од блиските падени во подножјето на Соговијата. Денес него го има само во сеќавањата на првите жители на улицата Димитрија Лазаров, кои овде направиле своји куќи пред 30 на години. Затрупан со земја и друг отпад, долот е израмнет со околното земјиште и наместо низ него, при секој порој, водата протекува низ дворовите и куќите. Тука си има дол, меѓутоа долот е затворен од луѓе, од страна, например го плацове, зеленило, паркинг плацове, што ја знам тамо, тие зеленило, а иначе долу си бил пред можда 100 години и 200. И затворен долу, сега моментално водата не оде. Сега поплавата ако дојде, подруму ми е 30 сантима пун вода, дол имаше тука пред мојата куќа постоеше, со теко на времето, со нераспоразум на народу, долу го потрупаа, направија се го своји паркове, башчи и сега ние сме под вода целата куќа. Жителите се обиделе сами рачно да ископаат канали за да се исцеди водата, но ни тоа не помогнало, туку таа продолжува да извира и да ги поплавува подрумите. На еден дел од улицата, каде што нема никаков пропуст, се создало мало езеро обраснато со грмушки и трски. Од последниот порој оштетен е и коловозот на улицата што и онака била во очајна состојба, па сега со автомобил не можат да дојдат до дома, а преку калта тешко се поминува и пеш. Асфалт знаеме дека не може да имаме сега. Моментално, меѓутоа улица да не биде пресечена, а тоа е не повеќе од 50 метра, ништо повеќе. Ова е пресечена. Канализација имаме колку толку, меѓутоа пат немаме. Од општината велат дека се запознати со проблемот и во план биле активности со кои треба да се најде решение. Таму е настаното заради узурпација на простор од страна на други наши сограѓани. Тражиме чаре да се решение да се сега импровизирано спасат тие куќи,
а имаме задача да направиме еден поголем проект, да целиот тој дол, дол Варница, да го решиме во периодот кој што следува, мај-јуни. Од овде им порачувам дека сите што има узурпирано, нека се повлечат на време, за да не трпат и они други импликации после. Како одговор на барањата на жителите, кои со години очекуваат решавање на состојбата, од локалната самоуправа во текот на денот испратија механизација и камиони со камен тампон за привремено да се санира состојбата со оштетениот коловоз на улицата. До целосната санација на проблемот, наместо низ долот, водата и понатаму ќе протекува каде што ќе си најде пат. Тинејџерка вратена во живот откако пијана паднала во безсознание. Тинејџерите често страдаат од ефектите на алкохолот, затоа што имаат послаба самоконтрола, сакаат да експериментираат и немаат доволно искуство за да ги познаваат своите граници. Медицинскиот персонал од Штипскиот клинички центар бил на тешка задача да врати во живот 16-годишна девојка од Виница, која била донесена во крајно алкохолизирана состојба и во безсознание. Лекарските обиди девојчето да излезе од безсознание со 4 часа примање постојани инфузии резултирале со повраток на свеста, а за среќа лекарите подоста констатирале и дека пациентката нема оштетување на црниот дроб. Нејзините пријатели во болница изјавиле дека биле на забава каде таа испила голема количина алкохол. Алкохолно труење настанува кога концентрацијата или процентот на алкохол во крвта што циркулира низ телото ќе достигне ниво кое е опасно по живот. При многу висок процент на алкохол во крвта, лицето се онесвестува и паѓа во кома. Консумацијата на алкохол може да има негативни последици по кое било лице, независно од неговата возраст, но тинеџерите се поранливи од ефектите на алкохолот затоа што имаат послаба самоконтрола, сакаат да експериментираат и немаат доволно искуство за да ги познаваат своите граници, па поради тоа и почесто страдаат од своите непромислени постапки. Агенцијата за вработување ја реализира програмата за самовработување, за што обезбедува неповратна финансиска помош. Пријавувањето трае до 10 март, а невработените лица кои на овој начин ќе најдат работен ангажман, ќе добијат по околу 3000 евра за отпочнување на бизнисот. Невработените активни баратели на работа, кои имаат идеја за отворање собствен бизнис, можат да аплицираат на огласот во Центарот за вработување во Кочани во рамки на програмата за самовработување. Според условите во оваа програма, од државата тие можат да добијат соодветна финансиска помош со која ќе ја стартуваат својата бизнис идеја. Од Агенцијата за вработување ги повикуваат невработените да се пријават во работните клубови каде што редовно се евидентираат. Значи за сите оние кои успешно ќе ги поминат сите чекори на програмата за самовработување, финансиската поддршка се состои во износ од 185.000 денари за 900 фирми на ниво на Република Македонија, а исто така финансиска поддршка за дополнителни 60 фирми за оние кои ќе презентираат одржлив бизнис план, кој јасно ќе укажува на потребата за дополнително вработување и успешно функционирање на бизнисот, значи ќе им се овозможи финансиска поддршка од 92.000 денари. Со програмата за самовработување, агенцијата определила и дополнителна помош за веќе започнати бизниси, како стимулација за натамошен нивен развој. Исто така ќе се овозможи финансиска поддршка за 32 фирми во висина од 257.000 денари за оние кои ќе презентираат иновативни бизнис планови и врз основа на критериумите за евалуација ќе бидат оценети како бизниси со најголем потенцијален раст. Подетални информации за условите во програмата за самовработување, заинтересираните невработени можат да добијат во работниот клуб на Центарот за вработување во Кочани или на официјалната веб страница на Агенцијата за вработување. Рокот за пријавување во рамки на програмата е до 10 март. Петок на 27 февруари во кругот на манастирот Свети Пантелејмон, лекари од Кочанскиот здравствен дом ќе вршат прегледи на жителите од село Пантелеј, како дел од акцијата Здравје за сите. Продолжува акцијата на Министерството за здравство што ја извршува здравствениот дом од Кочани Здравје за сите. Едукацијата на населението за потреба од навремени превентивни прегледи за контрола на сопственото здравје е битен фактор за рано откривање на болестите. В петок на 27 февруари екипа од Здравствен дом Кочани во склоп на акцијата Здравје за сите
ќе изврши прегледи на жителите на село Пантелеј. Акцијата ќе се спроведе во кругот на манастирот Свети Пантелејмон. Со оглед на тоа дека хроничните заболувања, посебно оние на кардиоваскуларниот и респираторниот систем, се во значително зголемување на секаде, активностите што се преземаат со акцијата Здравје за сите содржат мерење на крвниот притисок, висината, телесната тежина, холестеролот и шеќерот во крвта. Освен ова, лекарите даваат и совети на жителите од руралните средини за здравиот начин на живот. Акцијата е доста значајна затоа што открива болести и кај лицата од помладата популација, што досега не ни знаеле дека ја имаат болеста. Рок групата Свич од Кочани го промовираше видеоспотот за песната Те сакам, што беше снимена неодамна. Се работи за прва сопствена нумера на кочанските музичари, а во план е и подготовка на албум. Релативно младата кочанска рок група Свич деновиве ја заврши подготовката на видеоспотот за својата прва авторска нумера под наслов Те сакам. Официјалната промоција на спотот и песната веќе се ја одржа, а четворицата членови на групата очекуваат тоа да им биде препознатив белег на домашната музичка сцена. Снимањето на аудиозаписот, како и изработката на видеото се во соработка со луѓе од Кочани. Па ние постојаме година и пол, свиреме поп-рок, преработки на познати странски македонски хитови. Значи имаме наша, денес е промоција на првата наша аудио и видеозапис на Те сакам. Сите четворица сме од почетокот на групата, значи година и пол кој постоиме, меѓутоа заедно свириме со Александар сигурно од средна школа, повеќе од 10 години. Идејата беше на Александар, ние затоа што и порано имавме заедно свирено и така се состоивме пак да свириме заедно. Видеоспотот е сниман на неколку локации во Кочани и околината. Членовите на групата Свич планираат поширока негова презентација, како и излегување од локални рамки. Музиката е наша, текстот е наш, значи кантавтори сме на самата песна. Учествувавме на Так фестивалот во Кавадарци, таму освоивме трето место, со што освоивме аудиозапис за наша авторска песна. Како што кажа веќе, аудиото записот го направивме кај Јордан Манов, додека видеозаписот го направи Миле Левков. Занимавам се некаде околу 20 години со тапанарство, ама со досега најдобра група што може да свирам со неја. Планираме, сега ово ни е прва песна што ни е готова. Имаме уште две готови и уште една што се прави. Спрева се албум, само малку тоа тешко оде, ама надеваме се урокот една година дека ќе биде готов. Публиката од Кочани, новиот спот на Свич веќе може да го види на интернет, на видеоканалот YouTube, како и на програмата на Канал 8 телевизија. Проследете ја спортската информација. А и Б општински фудбалски лиги функционираат заедно. Се бара начин за популаризација на овој ранг на надпреварување, за кој постои мал интерес кај фудбалската публика. Општинските фудбалски лиги сезони наназад функционираат во сенка на другите надпревари, кои ако не се од некаков висок ранг, сепак се подобро поставени во организацијска смисла, а предничат и во однос на квалитетот. Во Општинската лига се надпреваруваат екипи од населените места во поранешните граници на општина Кочани, што ги подразбира општините Чешиново, Облешево и Зрновци, како и населбата Оризари како поранешна општина. Додека Б Општинската лига се состои од екипите што доаѓаат од општина Виница. Кај лицата кои ја водат оваа лига постои желба истата да се одвои и да функционира самостојно. Има пропозиции, се надпреваруваат и значи функционираат тие две општински лиги, што може ќе ви кажам пример, да речеме пример да има две општински лиги, има во Прилеп, во Тетово и не сум сигурен, не знам дали не сум сигурен за Куманово дали има друга лига. А иначе неретките сојузи кои имаме две општински лиги. За функционирањето на општинските лиги стана збори на редовното годишно собрание на Општинскиот фудбалски сојуз Кочани, одржано викендов, иако тоа има пошироки ингеренции затоа што територијално ги покрива општините што гравитираат од реката Злетовица се до бугарската граница. Кочани, Чешиново, Облешево, Виница, Зрновци, Оризари, Берово, Делчево, Пехчево, сите тие клубови припаѓаат во нашиот општински фудбалски сојуз.
Кочани претходно направи обид да издействува седиштето на третата фудбалска лига Исток да се пресели од Штип во Кочани, но таквите намери засега останаа јалови. Вестите на Канал 8 завршија. Ви благодариме што бевте со нас. Следете не и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.